на одговорите кои што ги дадовте во однос на прашањата, меѓутоа јас сметам дека вие воопшто не укажавте, иако велите дека сте укажувале, не укажавте дека ќе има проблем со енергетската стабилност во Република Македонија и со цената на електричната енергија пред локалните избори, и затоа тука гледаме класично политиканство. Во однос на ова што доведе и до електричната енергија, ние сме свесни дека имаме намалување, и тоа огромно, енормно намалување на производството на домашна електрична енергија. Како што кажавте, од 6 милиарди киловат часови 2008, сега сме на околу 30% од тогашното производство, меѓутоа требаше да се инвестира правилно и навремено, и тука и оние кои што се најповикани, енергетските компании, требаше да си преземат нешто со време во однос на откривање на јаловина, во однос на поправка на честите дефекти, затоа што пред некое време видов податок, не знам колку е точно, претпоставувам дека е точно, дека производството на рек Битола, кое што би чинало 167.000 евра, ние го плаќаме моментално по пазарна цена од 1 милион евра, затоа што увезуваме струја по таа цена. Доколку ние сме инвестирале навремено и во ископ, и во поправка, наместо да даваме милионски тендери за камионите да вртат на Вица Заев, доколку сме инвестирале на време, ќе сме го заштителе сето тоа, да не плаќаме сега во моментов по 4-5 пати поскапа струја, или пак да сме биле помалку зависни, за разлика од сега, во однос на купувањето на струја. Мислам дека треба да се објасни зошто компаниите Елем и Мепсо се доведени во ваков колапс. Еве и за Златовица преска спомнавте, не знам навистина колку вода има, видов дека се собираа градоначалниците од тој источен регион, потпишуваа некои меморандуми за соработка, меѓутоа водата во колкава количина е, навистина не знам. Елем направи загуба од 20 милиони евра само во октомври месец. Македонија, како што кажав, нема собствено производство на електрична енергија, и тука очекуваме вие да реагирате за да има некаква одговорност од оние кои што вие ги мониторирате. Навистина не знам веќе како да се најдеме во овој диалог и да ви кажеме дека треба да превземете конкретни чекори, конкретни мерки и да има одговорност. Мора веќе еднаш да почнеме со казнување на неработењето. Ова што отпосле ние го лечиме, ќе бараме начини како да го спречиме. Односно да го излечиме. Не сме го спречиле на време, ќе го лечиме сега. И ќе бараме начини, тоа е во ред, легитимно е. Меѓутоа, дајте да таргетираме каде треба да се превземе одговорност и веќе да почнеме, затоа што гледаме кои се начините, гледаме кои се чекорите. Гледаме дека наместо да земеме да инвестираме 250 милиони евра во нови машини и во нов ископ. Наместо да купуваме постојано јаглено од Косово, од ваму, од таму, да го транспортираме, значи сето тоа кошта. Подобро наеднаш да ги вложиме тие пари за долгорочно, да имаме понатаму заштеда, наместо тековно да ги фрламе, а од друга страна ваму да нема излез, затоа што вакви проблеми ќе се јавуваат и во иднина. Ние доколку не работиме на отклонување на нашите домашни проблеми, нема ништо да направиме со потпишување на договори со странски држави за купување јаглен и така натаму. Благодарам. Благодарам. Почитувам пратеник до